Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. На самиот почеток ви представуваме дел од главните настани на денот. Спротивставени ставовите на лидерите на двете најголеми политички партии во Македонија за избори на 5 јуни. Заев повика на фронт, Груевски дециден, доста е, одиме на избори. Годинава меѓународниот ден на здравјето одбележан под мотото да се подигне свеста кај граѓаните за опасноста од дијабет. Во пресред на празникот на ромите, во Кочаник беше организирана изложба на јадења носи и на стари ромски занаети, кои се практикувале во овој град во минатото, а во Штип доделени пакети за социјално загрозените. Лидерите на политичките партии ВМРО, ДПМН и СДСМ ги повикаа граѓаните да им се придружат. Председателот Груевски порача дека е крајно време да се стави крај на оваа политичка криза која го стави народот во несигурност и независност. И неизвестност. Народот одлучува. СДСМ гласа за 24 април, па правеа да нема избори. Исто е и овој пат. Председателот Заев пак повикува на граѓански фронт против власта. Според него, улицата е една од опциите кои им стојат на располагање на опозицијата. Председателите на двете најголеми политички партии во државава со излагање на спротивставени ставови за постоење услови за спроведување на изборите на 5 јуни. Услови за избори има и избори ќе се одржат, а на нив може да се учествува или да не се учествува. Доста е од поделеноста, доста е од гневот и фрустрацијата, доста е со кризите. Наша одговорност е да решаваме кризи, проблеми, не да бидеме дел од нив, истакна председателот на владеачката партија Никола Груевски, напоменувајќи дека ова не е битка на Груевски и Заев, ова е битка за Македонија. Оваа криза мора да заврши. И зад оваа криза не стојат никакви заложби за слобода на медиуми, ниту пак некаква демократизација или борба против корупцијата. Зад оваа криза стои немоќ, страф, фрустрација, обид за подкопување на идентитетот и обид за насилна промена на власта во Македонија од страна на опозицијата, која е изгубена во својата безидејност и не се занимава со политика, со програми, со идеи, со решенија за реалните проблеми на граѓаните, туку најмногу со шпионажа, со уцени, со деструкција. Неспорно е дека политичката криза го стави народот во несигурност и неизвестност. Дали ќе се повтори и дали ќе се дозволи да се повтори сценариото кое беше реализирано за правичниот датум за спроведување предвремени парламентарни избори на 24 април. За лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев, ниту на 5 јуни се невозможни избори, а прокламирањето на овој став го гледа во солидаризирање на народната маса и излегување на улица, што следствено би причинило и уште поголема криза и ставање на народот во мат позиција. Со носењето на одлуката еднострана од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, тие овозможија во Република Македонија изборите да бидат невозможни. И едно јасно, на 5 јуни се невозможни избори. Остануваме верни на принципите фер и демократски избори. Слободни избори се конечен доказ за слободата во Македонија. Од целиот овој аспект, опозицијата ги има сите алатки во земја во која што има устав и закони, да ги користи во борбата за враќање на слободата и демократијата. На Македонија е потребна силна опозиција со која заеднички ќе се договорат за стратешките правци на државата, а изборите се само надпревар во кој отсуството на СДСМ ќе остави дамка. Секој може да учествува на тие избори или да не учествува, и тоа е слобода, односно и негласањето или неучествувањето на избори е одлука и еден вид учество во демократијата. Со овие зборови Груевски порача дека Заев треба добро да размисли за неговата одлука за СДСМ да не излезе на избори, без разлика за неговото лично мислење.
По распуштањето на Собранието на Република Македонија, Канал Плюс ги праша граѓаните од истокот што мислат за изборите најавени за 5 јуни, какви се нивните очекувања и во кого најмногу веруваат. Па не знам за изборите се бойкотира, тоа е срамно да се бойкотират изборите. Зошто мислите? Па не знам, тоа се више стана више досадно на страна одлагање натака навака до кога тоа ќе продолжи тоа. Треба едно да се реши за стално и готово тука, нема сега. Овие Европската унија онодуват, значи на 5 да биде крајно више тоа. Сега вие текнално па не она ден избирачки спискови, тоа не ми се свиѓа. Се не става ту мат позиција нас граѓаните и тоа. Треба да се излезе и они инсистира избори, ја ти избори сега. Не знам што бегат, од што бегат. Неќе да се соочат со вистината на луѓето тука. Народот дава, народот зима. И нема што да се плаши, што ќе се плаши. Според вас кој ќе победи на изборите и зошто така мислите? Па слушај сега, не знам, мене мислам дека сега оваа партија што беше на власт, мислам дека по моје мислење дека би требало она да победи. Има резултати, сега има и нешто нема исполнето, ама 80% 90% исполнето. Тоа се гледа. Нема потреба да се бойкотират тие изборите, на 5 мора да бидат. Кој мислите дека ќе победи и зошто? ВМРО. Зошто? Па има повеќе симпатии према ВМРО и водеа добро политиката. Зошто сметате дека е вред? Прават малверзации. Кој мислите дека ќе победи на изборите и зошто? Тоа народот ќе каже. Поготово не ме радува ова што всеки ден мине се менат исказите. Тоа на паметен човек не му доликува. Па ќе победи оној што дава програми, обеќава на народот. И тоа е се видливо, не е само обеќање, него е видливо. Кој мислите дека ќе победи? ВМРО. Зошто? Затоа што премиерот се многу залага за народот, за сите наши македонци. Добре. А тоа што СДСМ ги бойкотира изборите, мислите ли дека е во ред? Тоа ништо не е, тоа е само пропаст за наша Македонија. Не знам. Мислам дека ВМРО. Зошто така мислите? Изгради многу нешта. Кој ќе победи? Ја по моје да победи народ. А кој ќе победи, изгледа ми ВМРО. Никола Груевски. Исто и кај нас патот го среди. Каде тоа кај вас? Солон Ивичани. И се исто работи канализација и асфалтирање на пат. Мислам дека владеачката партија. Добре, зошто мислите така? Па затоа што имат многу проекти и меѓу луѓето владее позитивно мислење за работата на владата. Добро. Тоа што СДСМ ги бойкотира сега изборите, што мислите во ред? Не. Мислам дека не е во ред. Зошто? Па затоа што не треба, значи, треба да има едно разбирање меѓу двете партии, правовладеачките партии, а после и другите, и соработка. А ја не сам многу по изборите. Кој победи, не знам, мисля дека ќе победи Груевски. Зошто? Па зашто многу пензии накача, вработува едно друго. Затоа мисля дека субвенции даде на светот да живеат, мисля дека ќе победи он. А конечно не знам, това си да зависи од народот. Сметате ли дека е правилно што СДСМ ги бойкотира изборите? Па не е во ред зашто ги бойкотира. Са добил, не добил, народот бира, не бира он. Па знае се кој ќе победи. ВМРО ќе победи. Зошто? Па, според вас? Па до некаде реализира се што обавестува, што ветува, што обеќа. И затоа мисля дека ќе победи. Денес
во повеќе градови во Источна Македонија се одбележа Светскиот ден на здравјето под мотото да се подигне свеста кај граѓаните за опасноста од дијабет. По тој повод беа организирани крводарителски акции, едукативни предавања и доделени признанија на заслужни здравствени работници. Со објава на глобалниот извештај за дијабетесот, денес се одбележува Меѓународниот ден на здравјето. Според податоците од Светската здравствена организација, бројот на заболени од дијабетес во последните 25 години пораснал 4-кратно, а причините се лоцирани во нездравиот начин на живот, дебелината и зголемениот внос на шеќер со секојдневната исхрана. Светската здравствена организација предвидува дека до 2030 година дијабетесот ќе биде 7-ма водечка причина за смрт во светот, заради што подигањето на свесноста за превенција од ова заболување ќе треба да биде приоритет на владите, медиумите и надлежните институции, стои во пораката на Светската здравствена организација. Светската здравствена организација на 7 април 2016 година се фокусира на дијабетесот поради неговото пандемско ширење, можноста за превенција и лекување на дијабетот, со цел намалување на морталитетот од незаразни заболувања за 1/3 до 2030 година. Традиционално 7 април лекарската фила од јавните здравствени установи во Штип го одбележува со пригодна свеченост. За сите нас најзначајно е отпочнувањето на изградбата на новата клиничка болница, грандиозен проект со вредност од над 30 милиони евра, со чија изградба ќе добиеме подобри услови за работа, бенефит не само за нас, туку и за пациентите од целокупниот регион. Новата болница, кој што ви е познато, треба да биде изградена на површина од околу 30.000 квадратни метри, со над 350 болнички легла. Штипската клиничка болница минатата година ја заврши со стабилно финансиско работење и отплаќање на дел од наследените долгови, но и со вработување на 43 лица. 1.1.2015, 1.1.2016 долгот го намаливме за 20 милиони денари. Помалку, односно долг од 70 милиони денари е намален на 50 милиони денари. Што за нас во сегашни услови за работа значи голем успех. Овие долгови се најмногу кон јавните здравствени установи. Болницата нема долгови за лекови. Денот на здравјето на сите вработени во здравствениот сектор им го честита градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Во изминатите 10 години инвестирани се над 200 милиони евра во опрема, реконструкција и изградба на нови болници и амбуланти, што е важен сегмент во унапредувањето на здравството во Македонија. Во Штип започна да се гради нова клиничка болница вредна 30 милиони евра, што е можеби најважната инвестиција во здравството по повеќе од половина век. Тоа е дополнителен момент кој ветува развој на здравствениот сектор. Но да не заборавиме дека основата на секој здравствен сектор се здравствените работници. Без медицинскиот персонал, лекарите, техничарите и другите здравствени работници, сето ова би било невозможно. Тие се основата на развојот на здравството, кои со својата пожртвуваност, несебичност и професионален ангажман се грижат за нашите животи. Акција по овој повод организираше и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ Штип. Ова е на хумана акција за да ја покажеме нашата хуманост пред граѓаните на Штип. Акцијата трае од 8 часот утринава и ќе трае се додека има народ и присуство на постарите генерации. Заинтересираноста е многу голема, значи за неполн садат имаме околу 40 луѓе. Претежно тоа се стари лица кои што имаат различни вредности на крвниот притисок, од нормални до високи, зависи од генерацијата и од самиот човек. За граѓаните ова беше можност уште еднаш да си ја проверат здравствената состојба на брз и едноставен начин. Много е добро, контрола си правиш бесплатно, ептен, феноменално убаво. Добро, и крвта и шекера добро, сега за почеток добро е. Значи ги поздравувате ваквите акции. Живи, здрави, наубаво. Да, во е супер вака. Мислам, супер е. Нема проблем. Во да има вака почесто подобро. Многу добро ќе биде. Акцијата е во насока на подигање на нивото на свест кај населението за практикување на правилни навики за живот. Светскиот ден на здравјето во Делчево одбележан во знакот на хуманоста. Во организација на Општинската организација на Црвен крст се одржа редовната крводарителска акција со доброволните крводарители од Делчево, кои ги имаше во прилично голем број, од средношколци до лица во средовечна возраст, граѓани кои не се поколеваа и подарија од капката која на оние на кои им е најпотребна, значи живот.
Акцијата се одвиваше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип и Службата за трансфузиологија при јавната установа Здравствен дом Гоце Делчев од Делчево. Досега Општинската организација на Црвениот крст од Делчево од почетокот на годината до месец април успешно ги спроведе крводарителските акции во Делчево и Македонска Каменица, со што и понатаму останува меѓу поактивните општински организации кога е во прашање крводарувањето. Јога Сојузот на Македонија им помага на идните мајки на планот на физичка и ментална подготовка за чинот на породување. Програмата наменета за трудниците во Штип се практикува 5 месеци и дава одлични резултати, вели Томе Биновски, професор по јога. Ова се курсеви финансирано од Министерството за здравство на Република Македонија. Тие доаѓаат на овие курсеви кај што ние ги практично едуцираме и на физички и на ментален план за моментот на породување, да биде полесен, поедноставен, да се надмине стравот од тој природен чин во животот на една жена и да практично правиме една подготовка комплексна на жената за чинот на породување. Повеќе од 3 децении Јога Сојузот на Македонија соработува со Министерството за здравство во различни сегменти, а овој проект за пренатална подготовка одамна се практикува во развиениот свет. Курсевите за јога може да ги посетуваат трудниците со здрава бременост од 3-тиот до 9-тиот месец на бременоста, а за секоја сигурност јога друштвото соработува со матичните гинеколози на идните мајки. Значи, ние со оваа соработка со Министерството за здравство правиме еден чекор, имаме соработка со гинеколошките ординации во Штип, исто на ниво на Македонија, со Сдруженијето на гинеколозите на Република Македонија и би сакале од име на Јога Сојузот да им го честитаме празникот 7 април, да посакаме успеси и понатамошна соработка на овој план со Министерството за здравство. Проектот на Јога Сојузот со Министерството за здравство за пренатална подготовка на трудниците се реализира во Скопје, Прилеп, Битола и Штип. Светската хуманитарна организација Каритас денес со донација во Штип 50 ромски семејства добија хуманитарно прехранбени пакети по повод утрешниот меѓународен ден на ромите. Најранливите 50 ромски семејства од Штип денес добија хуманитарно прехранбени пакети од страна на Светската хуманитарна организација Каритас. Донацијата е по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите. Каритас е таа организација каде помага на луѓето без разлика на верска и национална припадност. Во Македонија е присутна од 1991 година. Тие луѓе што има елементарна непогода за нова година, општината донесе одлука преку Советот да им даваме по 3000 денара месечен надоместок. Тоа го правиме редовно, на први тие ги добиваат средствата. Редовно се трудиме да створиме услови амбиент каде живеат ромите, значи во делот Радански пат, каде се повеќе концентрирани. А во врска со решавањето на стамбеното прашање за оние кои имаат потреба од сопствен покрив над глава, градоначалникот истакна. Значи ние моментално имаме обезбедено една донација од 30 на куќи кои треба да дојдат од Босна и Херцеговина. Оврска е да припремиме моментално санитарни инсталации каде ќе бидат лоцирани куќите. Напредни сме доста, во напредна фаза сме, се надеваме дека наскоро комплетно таа града слика во нервно деление ќе ја нема. И мислам дека тој дел ќе биде комплетно среден, а луѓето ќе добијат хумани услови за сместување. Захариев додаде дека решавањето на основните проблеми на ромите во Штип е услов за обезбедување на рамноправност на сите граѓани. Во пресред на одбележувањето на Денот на ромите во Кочани беше организирана изложба на јадења, носи и на стари ромски занаети кои се практикувале во овој град во минатото, а дел од нив опстојуваат и денес. За одбележување на Денот на ромите со своји активности се пријавија 3 невладини организации: Авена, Светла иднина и Еднакви за сите од Кочани. Авена ги посети децата од градинките каде што се реализира проектот Инклузија на деца роми и организираше фудбалски надпревари со деца роми и македонци од 3 основни училишта. Невладината Еднакви за сите организираше празничен коктел за Денот на ромите и презентација на историјата на ромите од страна на поетот Сабри Демиров. Невладината организација Светла иднина пак организираше саем на традиционални ромски носии, јадења и занаети, преку кои ја представуваат ромската традиција и култура. Имаме изложба на традиционална ромска храна, носи и традиционални занаети. Добро е нели сите да видат
кој е начинот на живење на ромскиот народ, односно кои се нивните традиционални јадења, кои се нивните занаети со кои што тие обстојувале во текот на целата нивна миграција, додека да стигнат до нивното основно живеалиште. Од старите занаети беа представени занаетот на изработка на јашења и плетење кошнички. Јажарството е еден стар занает за кој што можеме да кажеме дека е веќе во исчезнување, во изумирање. Во Источна Македонија во овој момент, според моето знаење, според моето искуство, има 2 или 3 семејства кои се занимаваат со јажарство. Овие се врби ракита, се вика. Па по реката одеме, береме прачички и работат. Тоа мој занает. Ние сега сме облечени во во шалвари, порано биле облечени невестите. Па денеска имаме зелник со спанак и урда, имаме со компири, сарми, тава со копани. Од нашите прадедовци и прабаби, они са тоа правиле на тај ден. Се собираа по дома, се славеше. Меѓународниот ден на ромите се одбележува со цел да потсети на повеќе децениската борба за подобар и подостоинствен живот на оваа група луѓе. Одбележувањето на денот продолжува и во текот на утрешниот ден. Прегледот на општите и финансиски активности реализирани во 2015 година се најде на дневен ред на годишното собрание на Сдружение на пензионери во Македонска Каменица, кои забележуваат дека изминатата е година со најмногу реализирани активности. Сдруженијето на пензионери од Македонска Каменица го одржа годишното собрание за преглед на активностите кои беа реализирани во текот на 2015 година. Го разгледуваме општиот дел на работењето и финансовиот дел на работењето за 2015 година. Што се однесува за општиот дел и активностите кои спроведува Сдруженијето, кои има спроведено во 2015 година, слободно може да речеме дека е година со најмногу активности. За успешна реализација на програмите и организација на манифестациите кои беа предвидени со годишната програма имаат голема помош и од страна на локалната самоуправа. Покрај активностите кои што со годишната програма се договорени помеѓу општина Македонска Каменица и Сдруженијето на пензионери, разговаравме отворено и за некои други прашања кои што и проблеми кои што ги имаат Сдруженијето на пензионери. Она што го договоривме на денешната седница е дека проектот за бесплатен превоз на пензионери ќе стартува за краток временски период. Општина Македонска Каменица е во фаза на избор на тече постапката за избор на најповолен понудувач за набавка на 2 минибуса. Општината и понатаму останува еден од главните покровители на ова здружение. Покрај тоа сите тековни активности кои што ги работиме заедно со Сдруженијето на пензионери, се договоривме дека и оваа година заеднички ќе ги реализираме. Општината помага на сите позначајни проекти и активности на нашето здружение од општина Македонска Каменица. Се надеваме дека оваа соработка ќе продолжи во иднина. Како што кажа председателот на собранието е дека пензионерите од Каменица купуваат најевтини дрва за огрев во истокот, но веќе се размислува и за можностите околу сместување на пензионери во некои простории што се во општинска сопственост и нивна адаптација за оваа намена. Ова е едно од новите отворени прашања кое ќе биде од големо значење за Сдруженијето од Каменица. Државното земјиште треба да оди во рацете на вистинските земјоделци кои стратешки подигаат и развиваат нови култури. Меѓу оние кои користат државно земјиште е и Симеон Захариев, кој освен плантажа со лозје има и овоштарник со бадеми. Државното земјоделско земјиште треба да оди во рацете на вистинските земјоделци, луѓе кои го обработуваат чекор по чекор со конкретна стратегија и цел во развојот на одредени ретки култури кои државата ги субвенционира. Меѓу неколкуте земјоделци во Виница кои цели 10 години интензивно вложува во нови насади и е корисник на 140 декари државно земјоделско земјиште е Симеон Захариев, регистриран земјоделец кој започна со лозови насади, а од неодамна одгледува и бадеми и вишни. Имам засадено лози со лозов насад. Имам засадено околу 2,5 хектара. Бадеми 4,2 хектари и вишна околу 2,2 хектари. И има уште празен простор.
Инвестициите на Захариев се секојдневни, бидејќи секоја нова култура бара соодветни услови. Од бадемите и вишните профитот допрва го очекува, а од откупните цени на лозјето не може да се пофали, бидејќи во една цела деценија цените не мрдна во нагорна линија. За профитабилност лозето е најстаро, меѓутоа гледајќи знаеме сите цените на производа е многу дискутабилен, нестабилен, нема организиран откуп, не ти гарантира никој, се сме оставили сами на себе. Бадемите ми са млади уште. Оваа година има трот нешто, па ќе видиме. Кој ќе биде, не знаеме што ќе биде профит, колку ќе биде, ќе видиме. Во старт само околу 5000 евра само како насад. За работа рака околу 500 до 1000 евра, тука нега релативно зависи луѓе како што од има окупување околу него. На територијата на општина Виница во моментот под насади со бадеми се околу 9 хектари, а годинава се зголемени субвенциите за потигнатите насади наместо 28.000 денари по хектар. Одгледувачите ќе земат по 33.000 или 3.300 денари по декар за садена површина. Во Грција започнува 24-часовен штрајк на вработените во јавниот сектор, кои протестираат против реформата на владата во системот на пензиско и здравствено осигурување. Акцијата се организира од најголемиот синдикат во јавниот сектор во Грција. Сите државни и општински институции остануваат затворени. Митинзи ќе се одржат низ целата земја. Аеродромите во земјата ќе служат исклучиво со летови на владини и државни раководители, воени летови и медицински услуги. Протестот е против планираните владини пензиски реформи и промени во системот на социјално осигурување. Две лица се ранети денеска кога врз турскиот пограничен град Килис били истрелани 2 ракети од сириска територија. Како што објави електронското издание на турскиот весник Хуриет, ракетите били истрелани утрово нешто пред 9 часот по локално време. Килис досега во неколку наврати беше цел на ракети и гранати истрелани од сириска територија. При еден од ваквите напади минатиот месец загинаа едно возрасно лице и едно дете. Шведската влада ќе ги заостри правилата за прием на бегалци. Планирано е новиот закон да стапи во сила на 20 јули и да важи за период од 3 години. Со него се предвидува миграцијските власти на Шведска да добијат право да им издаваат на бегалците дозвола за времено живеалиште во рок од 3 години, наместо досегашното постојано живеалиште. Фудбалерите на Вардар ја одржуваат разликата од 5 бода пред Шкендија, односно најголемиот конкурент за шампионската титула во домашната прва лига. Во последниот меч од 25-тото коло, вчера вечер Вардар на арената Филип II со 1:0 ги совладаа фудбалерите на Работнички. Штипска Брегалница забележи убедлива победа против последно пласираната екипа на табелата Металург со резултат од 4:1. На другите терени Шкендија Силекс 3:1, Ренова Младост Царев двор 3:0, Брегалница Металург 4:1 и Хоризонт Турново Шкупи 1:0. На табелата Вардар има 64 бодови, Шкендија 59, а на следните 3 позиции се Силекс со 37, Шкупи со 34 и Работнички со 33 бода. Штипска Брегалница се наоѓа на 7-та позиција со 29 бода или 1 бод помалку од Турново. Наредното 26-то коло ќе се одигра на 10 април. Се одигра последното коло од Пионерската женска ракометна лига, каде во Делчево гостуваше првопласираниот тим на табелата ЖРК Металург. По доста израмната борба на теренот во текот на целиот надпревар и покрај водството на домакинките до пред крајот, фаворитот со завршниот удар кон голот се спаси од пораз, со што надпреварот заврши без победник 14-14. Во Пионерската женска ракометна лига во својата група, екипата од Делчево го заврши својот пласман на 3-то место, зад екипите на Металург и Куманова пред Кожувчанка, Вардар и Овчеполе. Пласман кој значи дека екипата од Делчево не се пласираше во Final Four на преварите, бидејќи во него одат првопласираните две екипи од двете групи во Пионерската женска ракометна лига. Сепак стручниот штаб на екипата е задоволен од резултатите на ракометарките, кој најави дека екипата од Делчево ќе го има главниот збор во надпреварувачката сезона за следната година. По спортски
спортските содржини ви благодарам за вашето внимание во изминатите 30 на минути. Секако останете со програмата на Канал Плюс телевизија, имајте пријатна вечер.